ова е стварно огромно. Врне цело време, многу небезбеден град. Зашто е ова сензација? Пошто ше 5 евра. Многу е добро. Нину. А бога ми и уште мирисе како да само што си станала бабата од кревет. Ова. Здраво на сите, добре дојавте во моето ново видео од дождливиот Рим. Ќе бидам тука некои си добри 3-4 дена, ќе ги снимам сите и планирам да извадам од ова како 3 влога. Врне, јас не знам како ова ќе се дешава кога влака врне. Пристигнавме тука пред некои, можда има саат време, не ни дозволуваа да направиме чеки на местото и само оставивме ко работи. Сум мртов затоа што сум денес буден од 4 саат са бајле можда, ама идеме јако. Дзирка, тоа е како силно. Знаете кога ќе дојдете до нешто што сте огледали и сте сакале да дојдете и на крај ќе видите го гледате и си викате добро. Не, ама човек, ова е стварно огромно. Некако не го замислав толку големо, има да окружиш. Мене најфасцинантно ми е историскиот дел. Иначе е сместено во новите 7 светски чуда. И тука нели се тепале сите можни гладиатори. Со лавови, со тигри, со мечки, со све живо и диво. А сега има само луѓе што се сликаат тука. Денес иначе недела и е хаос. Дали го доживувате моментот како мене? Значи, врне цело време, обожавам. Никогаш не даваше ќе има дошто овие денови. Тоа си во моментов, ако отвориш weather, не дава дека врне воопшто, а врне. Не врне нешто претерано, ама врне доволно да ме нервира и да не можам и да снимам со камерава. Го видовме Колосеумот, што го видовме, ама сигурно ќе се вратиме уште многу пати. Со надеж дека можеби после ќе сопре времето или некој друг ден. Го видовме тоа форумот што са статуците од Стариот Рим. И сега одиме на Пијаца Венеција, некако така се викаше. Многу ми е јако што сега можам да ја држам колку сакам раката вака и да не ми е глупо конечно да влогам, даже тука никој не ме разбира, барем повеќе. Ова е многу поголемо од тоа што го замислував. Обожавам што е недела и што има толку многу луѓе. Чек, ова е огромно. Кога гледам слики и видеа, не го замислам толку големо. Прекрасен поглед на градежништво. Баш дојдов во Рим да гледам како се гради. Денес сум на едно мало бедно круасанче, што беше само 1 евро. Ама сега е време, колку веќе са 2 саде? Има 2. Време е да се проба првата пица, зашто нели во Италија сме. До сега впечатоци, многу небезбеден град и многу прљаво на сега. Кај да, дури имам чувство дека можеби кај нас не е толку прљаво до сега и некако многу имам чувство дека секоја кола има потенцијал да ме згази. Секој што поминува има шанси. Веќе начекавме обиени коли и свашти, некако многу ми делува небезбедно до сега. Одиме да јадеме пица. Океј, ова не беше план да налетаме нова денес, ама налетавме на Фонтана ди Треви и гледа што е народ. Ке дојме ко тука у 5 сат сабајле за да може да се сликаме. Луѓе, како да ви опишам дека линијава што ја гледате тука. Ова се застанати луѓе што сега мене ме гледат. Али ова редите што гледа тука. И уште трае. И трае. Ова е редица за место дека што сакаме да јадеме. Така да на тоа место му ставаме денес X. Може би интересно да чекам, искрено не знам колку време би фатило тоа. Може ќе фати и ко 2 сати чекање. Веќе мислиме дека доста долг период од денот изгубивме со дождот, бидејќи денес е недела. Ќе пробаме можеби утре да одредеме тука по оваа пица. Зашто што ми отлка Фред мора да е добра човек. Следна дестинација шпанските скали. Ја не знам како треба да видам скали од овој народ. Зашто е ова сензација? Ова се скали. Гледаме скали. Драго ми е скали. Прво јадење за денес е оваа паста. Беше најбрз избор затоа што буквално се е преполно. Пошто ше 5 евра, ги буквално ко болонјезе, само имам сланина или не знам што е ова. Па добро е. Ова имаш и по TikTok дека многу ја зимаат. Не, ништо посебно, ама е добро. Ми дал некоја си 7,5. Следна локација, ја мравка на камерата. Пајак е. Добро, пајак носи пари. Следна локација одма само што изедов пастава, одиме на тирамису. Мислам дека од тоа што предложува по интернетот се издвојува како 2 или максимум 3 места. Ова едно од нив се вика Помпи. Не знам дали се седи таму или пак ќе треба вака да на улица, ама сега ќе видиме.
10 евро. Нема пак не да се седи, мора вака да се проба. Требаше прво класично да го пробам, ама много добро. Много е добро. Ева како е внатре, не знам дали може да видите. Много е добро. Ова мислам дека ако треба да дадем оцена, не можам да дам по 10. Идеме сега класично. Да. Мислам дека и ова ќе ми биде исто. Некако кафето е горко. Не, тоа ми се свигаше многу поише. Многу е горко, човек, ова. Но ова би му дал дури 6-ка. Значи жими се пистачио беше многу подобро. Ова е горко. Се разочарав од класично да пистачио е многу добро. Идеме дали. Саатот е 15:00. До сега имаме солидни 17.000 чекори. Ја не знам до крајот на денот таа бројка колкава ќе биде. Јас обожавам да качувам вакви угорници. Вака не се долова на видеото, угорница е баја. Јо, гледате како иде. Одиме на место што се вика Вила Боргезе. Не знам зашто се вика вила кога е парк. Може би у паркот има вила. Таму има многу зеленило, има езерце и на тоа езерце мислам дека е интересно тоа што има кајчиња. Може да се изнемиш кајче и обично сите тоа го препорачува да го направиш. Дали ние ќе бидеме за кајче, не знам, ама ќе видиме таму. Немам кондиција, посебно не после цела паста и тирамису. Јас знам дека Рим не е изграден во еден ден, ама ние изгледа ќе го изнашетам од еден ден. When I'm on top and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Иначе батето што го снимив сега како свири, значи врв. И ми ја погоди онака песната Lady Gaga, Always Remember Us This Way, значи брат е предобар. Иначе тоа беше редот за кајчињата. Многу време би чекале и затоа се откажав. Сега следно, више не знам, немам сила, немам нозе, немам ништо. Следно најверојатно сега ќе се упатиме назад кон Колосеумот, зашто предеска врнеше да го искористиме, да го снимам пак и да направиме некои јаки слики. 25.000 чекори, 18 километри подоцна и више. Одевме 50 минути од последното место кај што зборев до тука, ама сум повторно тука. Веќе сме умрени и немаме сила баш за ништо. Мислам дека колку и храна да изедеме во овие 4 дена, дека нема да надокнат за ова одење, така да добри сме. Само плускавците на нозете си трпат. Добро, брат. Одиме на местото за сликање што е посебно. Дали се гледа колку сум отечен, колку тече од мене зној. После буквално 30.000 чекори, че гледа ја на шо личам, јас сум цели веќе изфрлен и све. Стигнавме во собата и ја ќе погледат од собата. Ја ќе имаме тука како цела градина. Собата изгледа вака, само ова. Изгледа како да живеела некоја баба, а бога ми и уште мирисе како да само што си станала бабата од кревет. Умрен сум, не можам више. Не знам дали ќе излеземе до крајот на денот. Сега колку сада, околу 6:30 мислам дека е. А толку го искористим денот че јас сум мртв. Идам под туш. Ве молам. Значи буквално од кога од филмовите.
Јас ваков имам гледано по серии само. Сепак излегов иначе, главна причина храна. Саатот е во моментов 10:03 минути. Морам храна и заради антибиотици што пијам. Подиме да најдем некоја си пица на парче што онака е коцки, ти ги сечат и ти колку кажеш да ти стават, после ги мерат и според тоа колку ќе измерат, толку ќе ти наплатат. Само што затвара набрзо. Па да се надеваме дека нема скоро да затвори. Океј, нарачавме, земавме. Нас не фати, ако не ја рачунаме двете кока-коли, фати 10 евро од прилика. Ова. Да ценувам едно по едно и жешко е. Само ги грее еже, не знам од кога стоја тука. Пошто е крај на ден, може да седат цел ден тука. Као да лутнува. Ништо вава, ама се јаде. Може да проиди со некоја печеско се нова. Ова. Не сум фан на тестово. Премногу е крцкаво, тенко и тврдо и не знам. А това ми беше толку луда, ова него не оседи баш. Ми нема вкус, и ова е протечно. Ајде да видиме сега. Ова. Многу слаби млитав вкус ми има, а ова тесто стварно не го обожавам. Ова би дал оцена 4. И последно ми останува ова. Сега ќе ги дадам зашто морам. Има и компир на ова. Не знам колку се гледа, кај се гледа, ево. Al final hay que olvidar uno con otro. Ова па најлош. Мога би дал тројка. Мислам дека најдобро ми беше човек првата. Кој што се изнаводавме денес, не може да си иде нигде подалеку, ова ни беше на 4 минути пешки од тука. Ова е доста доволно. Да си легнам покрај губленчето на креветот на баба. Ује, јас не знам со што се фатив денес, со какви раце се фатив на ова уста. Ама јас изгледам кога да ми потекла, кога да сум седел филери. Значи на шо личи ова? Не знам дали ова од утре ќе помине и како јас ќе личам на сликите, ама хаос. И се борејата си реагира и све пука. И ова не би го кажав, мислам дека. Буквално ми поду прстот кога да ме апнал некој пајак. Кога ќе завршам првиот влог, следуваат уште два. Иначе овие влогови сега нема да искачаат, нема да чекате уште сабота за следниот дел, туку ќе објавам вториот во среда, третиот во сабота. Така да у рок од 7 дена 3 влог. Ставете лайк, ставете subscribe и ја се гледаме следното. Every time we say goodbye, baby, when the sun goes down and the band won't